Поштовани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Амбасадорот на Кралството Холандија, Вилем Воутер Плум, престојуваше во работна посета на Кочани. При тоа оствари средба со градоначалникот Илиев и се запозна со досегашните активности, поврзани со холандските инвестиции во нашата општина. Деловната соработка меѓу Македонија и Холандија се повеќе се проширува и зајакнува, при што холандските партнери во соработка со домашни фирми инвестираат кај нас. Овде е вклучена и општина Кочани, каде во различни производни дејности покрај собствен капитал се ангажирани и наши работници. Ова беа дел од констатациите што произлегува од работната средба на амбасадорот на Кралството Холандија Воутер Плум со градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. Солидните услови за работа и инвестирање што постојат во нашата општина овозможија неколку холандски фирми да инвестираат и собствен капитал, а така ќе продолжат и во иднина. Driving to Kočani, I always enjoy the beautiful rice fields. Возејќи на кај Кочани, секогаш се одушевувам на прекрасните оризови полиња во неговата околина. Меѓутоа исто така, доаѓајќи навака денеска, осознав дека постојат и други можности, како за земјоделие, така и за други индустријски гранки во Кочани, и мило ми е што го гледам тоа во градот. And as Mr. Mayor already indicated, there are 5 Dutch companies. Како што веќе спомена градоначалникот, во Кочани моментално работат најмалку 5 големи холандски компании во земјоделие, како Антура, системи за ладење, како компанијата Херловс, неколку компании во текстилната индустрија, и ни беше задоволство со градоначалникот да поразговараме за можностите како понатаму да развиеме таа соработка и уште повеќе холандски инвеститори да донесеме во Кочани. Градоначалникот Илиев изрази задоволство од средбата со холандскиот амбасадор, при што напомна дека го информирал за актуелните активности и можностите за инвестирање што ги нуди општина Кочани. Ова прилика ја искористивме да поразговараме за она што се случува во нашата општина, да го информирам господинот амбасадор за работите кои ние ги презимаме за подобрување на стандардот, односно животот на граѓаните на општина Кочани, како и за нашите стопански активности што ги имаме во општината. Посетата на општина Кочани на холандскиот амбасадор беше во рамки на неговиот престој по повод пуштањето во работа на вториот погон на компанијата Антура. Беше најавено дека контактите со холандскиот бизнис сектор ќе продолжат и ќе се бараат начини тој да се проширува и во други области. Холандската компанија Антура го доби и вториот производствен погон по само 3 години од започнувањето со работа во Кочани. На свеченото предавање во употреба беше речено дека производството на цвеќиња е двојно зголемено, а бројот на вработени треба да достигне до 700. Викендов во Кочани беше предаден во употреба вториот производствен капацитет на холандската компанија Антура. Станува збор за новоизграден објект на површина од 15.000 метри квадратни, опремен со најсовремена технологија и лабораторија во кој ќе се произведува цвеќе. За само 4 години од доаѓањето во Македонија, оваа гринфилд инвестиција вредна 15 милиони евра обезбеди 440 нови работни места. Од менаџерскиот тим на компанијата рекоа дека вложувањето во развојот нема да запре, што ќе придонесе двојно да се зголеми производството, но и бројот на вработените. Развојот и брзиот порас на компанијата ке напомина нашите очекувања. И за тоа, во 2016 одличувме да го удвоиме нашиот производствен капацитет. И за кратко, ке можете и самите да го видите резултатот. Амбасадорот на Холандија во Македонија рече дека добрата бизнис клима кај нас овозможила неколку компании од неговата држава да инвестираат овде. Горд сум што имаме 5 големи холандски компании во Кочани. Антура, Wim Winkel, Vima Fashion, Dena Textile и Херловс. Сите 5 имаат голем удел во локалната економија и отворањето на нови работни места во регионот. Вице-премиерот Кочо Ангјушев, кој присуствуваше на предавањето во употреба на новиот погон на Антура, рече дека владата на Република Македонија и понатаму ќе поддржува вакви и слични успешни странски инвестиции. Една од најважните работи за секој инвеститор е сигурноста на неговиот капитал и предвидливоста. Во таа смисла, инвестиционата поддршка која што владата ја прави
за сите економски оператори во Република Македонија ја преточивме во закон. Среќен сум да кажам дека тој закон оваа недела помина на парламентот во Република Македонија и Антура ќе биде еден од првите корисници на тој закон за се што инвестирале во 2017 година, а се надевам дека ќе ги охрабри да инвестираат уште повеќе во наредните години. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев истакна дека освен во индустријата, општината ќе продолжи да дава поддршка на странските инвестиции во земјоделството и во развојот на бањскиот и планинскиот туризам. На предавањето во употреба на новиот погон беше речено дека плановите се до 2020 година Антура во Кочани да има над 700 вработени. Викендов вработените во администрацијата на општина Кочани беа ангажирани на расчистување на дел од дивите депонии во околината на градот. Беше речено дека неопходно е да се подигне јавната свест кај граѓаните за заштита на животната средина, за да не се применуваат законски санкции. Неколку тони отпад беа собрани во акцијата за расчистување на дивите депонии околу Кочани, во која се вклучија вработените во општинската администрација. Во акцијата се чистеше околината на локацијата пресечена скала над фабриката за вода, каде со години се изфрла отпад, а и покрај напорите на надлежните ефикасни резултати тоа да се спречи досега немаше. Градоначалникот Илиев повика на повисока свест кај граѓаните за да се спречи деградацијата на природната средина, зашто во спротивно ќе следуваат и санкции. Ние како локална самоуправа во рамките на нашите расположливи можности ќе продолжиме да чистиме секој дел од нашата територија. Меѓутоа, тоа никогаш нема да биде доволно во колку не ја подигнеме свеста кај граѓаните за одговорно однесување со околината. Во тој смисол сакам да кажам дека ние работиме и преку медиумите за подигање на јавната свест на граѓаните за однесување со околината и во колку тој начин на подигање на свеста не помогне во промена на однесувањето на граѓаните со животната средина, тогаш на нас како локална самоуправа не ни преостанува ништо друго, односно да ги примене непопуларните мерки кои на вистина крајот мора да го дадат резултатот. Тоа значи дека во колку граѓаните продолжат вака неодговорно се однесуваме према животната средина, тогаш нашите непопуларни мерки се казни кои на вистина на крајот ќе мора да доведат ред, во спротивно, како што реков, нема ништо да остане позади нас. Во акцијата за расчистување се вклучија и екипи од комуналното предпријатие Водовод, од каде порачаа оти покрај дивите депонии ќе се работи и на одржување на хигиената во градот и населените места, а за што е обезбедена соодветна комунална опрема. Во рок од 15 дена Водовод Кочани ќе пристапи кон поставување на нови контейнери во централното градско подрачје и во периферните делови, така да сакаме да отпочнеме и со акција за селективен отпад. Киров додаде дека изфрлањето на градежниот шут, земја и друг вид отпад граѓаните можат да го прават само на градската депонија, додека на други локации тоа не е дозволено. Наблюдувачница за птици е предадена во употреба кај селото Уларци, што е дел од проектот што го спроведе Македонското еколошко друштво и локалната самоуправа. Активноста беше дел од одбележувањето на Денот на штркот во општина Чешиново Облешево. Во рамки на одбележувањето на Денот на штркот во општина Чешиново Облешево беше предадена во употреба наменска наблюдувачница за птици. Објектот е лоциран кај селото Уларци и е дел од проектот што заеднички го реализираа локалната самоуправа и Македонското еколошко друштво со грант од германската фондација Евронатура. Пред неколку години Македонското еколошко друштво спроведе броење на гнездата на штрковите, при што беше утврдено дека ги има близу 100, односно дека во регионот живее најголема популација од овие птици. Токму изградбата на наблюдувачницата е дел од проектот чии активности ќе продолжат и во наредниот период. Добијан е и нов грант, активности поврзани со промовирање на оваа општина за таков еден тип на екотуризам, како и подобрување на социоекономската положба во општината, пред се заради прилив на туристи и обезбедување на добра туристичка понуда, но не масивен, него
екотуризам, затоа што ова општина навистина заслужува добра промоција, не само на ниво на Македонија, туку пошироко и во Европа. Од Македонското еколошко друштво додадоа дека покрај еколошкиот и промотивниот аспект, проектот опфаќа и едукација и подигање на јавната свест, посебно кај најмладите, за заштита и поголема грижа кон птиците. Многу сме среќни дека лани за прв пат пописот на штрковите исто така го правеа училиштата. Тие излегоа на терен со малку обука од нас, тие можеа со научна методологија веќе да ги избројат точно гнездата на штркови. Се надеваме дека тоа ќе остане во наредните години така, бидејќи тие се навистина оние кои што се грижат за овие птици. Нашата соработка со наставниците за среќа продолжува и понатаму и некои од нив дури ќе учествуваат на еден наш проект преку кој ќе патуваат во Ирска на дообука, бидејќи ќе бидат дел од една иницијатива на Еразмус за размена на наставници. По повод Денот на штркот во Чешиново се одржа и забавно музичка програма во која учествуваа ученици од основните училишта. Инаку, општината Чешиново Облешево пред 5 години беше примена во европската мрежа на село на штркот, со што оваа птица стана и незино заштитно обележје. Големи успеси со освоени први, втори и трети награди постигнаа учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков на државните надпревари, што по сите инструменти, како и по теорија и солфеж, се одржаа во текот на месец април. Годинава најголем успех со освоени максимален број бодови постигнаа учениците по теорија и солфеж кај наставникот Благој Николов. Први, втори и трети места, како и пофалници, освоија учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков на државните надпревари по музика, што во текот на месец април се одржаа во Скопје. Најголем успех годинава покажаа учениците што се напреваруваа по теорија и солфеж, а се подготвуваа под менторство на наставникот Благој Николов. Од вкупно 9 ученици, 8 се со први награди, од кои 2 со максимален број поени, Викторија Петрова и Михаил Митев. Максимален број поени освои и ученикот Иван Милосов по виолина кај наставникот Петар Поповски. Јас сум Михаил Митев, учам во музичкото училиште Ристо Јуруков и оваа година бев на државниот надпревар по солфеж. Освоив прво место, не само благодарение на мене, туку благодарение на наставникот Благо Николов. Постигнавме добри резултати и се гордам со тоа. Не само оваа година и ланската година земав прво место. Ова година 100 поена, лани 96 поена и полони земав прво место. Јас сум Викторија Петрова, ученичка во Основното музичко училиште Ристо Јуруков и учам во 6-то оделение. И како и секоја година и оваа година исто така отидов на 2 надпревари по теорија на музика и по клавир. По теорија на музика освоив 100 поена, односно специјална награда, а по клавир бев пофалена. Ментор ми беше по теорија ми беше Благој Николов, а по клавир ментор ми беше Оливер Стоменов. Јас се викам Иван Милосов и свирам на виолина и учам во основното училиште Ристо Јуруков. И ова година бев на надпревар и го освоив првото место на државниот надпревар и освоив 100 бода. Јас сум под менторство на наставникот Петар Поповски. И оваа година училиштето се представи на државниот надпревар по музика и бевме застапени во сите дисциплини кои што се инструменти кои што се изучуваат во нашето училиште. Задоволни сме од резултатот кој што го постигнаа учениците заедно од работата со нивните ментори и наставници. Еве во оваа пригода уште еднаш им ги честитам сите освоени награди и успех повеќе за училиштето годинава е дека во 3 дисциплини имаме деца кои што беа најдобри во државата, односно ја освоија првото место со 100 бодови за кои следува и награда од Министерството за образование и наука. Инаку прва награда во теорија освои ученикот Филип Методиев, а во солфеж Сара Стоилкова, Ана Танасковиќ, Јован Филипов, Мартин Димитров, Јана Филипова кај наставник Благој Николов, Мари Манасиева кај наставник Лјупчо Јоргиев.
За свирење флејта Јована Захариева и Анастасија Таушанова. Прва награда кај наставничката Јованка Милоевиќ. На меѓународниот фестивал и надпревар за млади музичари пак Сандра Јорданов ја освои првата награда за пијано во класата на наставничката Драгана Карова Ангелова. Останатите ученици кои што учествуваа освоија втори и трети награди, како и пофалници, што исто така во силна конкуренција не е за подценување. Туку овие награди и успеси представуваат потик учениците вредно да работат и во иднина и да освојуваат награди на државни и меѓународни надпревари. Учениците од гимназијата Љупчо Сантов со големи успеси се вратија од државното првенство за средни училишта по атлетика што се одржа во Скопје. На регионалниот надпревар пак по германски јазик, ученичката Сашка Јованчевска го освои второто место и се пласираше за учество на државниот надпревар. Иако во Кочани немаме атлетски клуб, сепак учениците од гимназијата Љупчо Сантов постигнаа одлични резултати на државното првенство за средни училишта по атлетика што се одржа во Скопје. Второ и четврто место во категорија трчање до 800, односно 400 метри. Учествував во државното првенство по меѓусредните училишта и го освои второто место во дисциплина 800 метри. Се подготвував под менторство на професорот Ангел Чоколев и постигнавме доста добри резултати и сме многу задоволни. Ова е многу големо искуство за мене и планираме да продолжиме понатаму со поголеми успеси. Се надпреварував во државното првенство за атлетика и се надпреварував на дисциплина 400 метри, каде што го постигнав четвртото место. Се спремав под менторство на професорот Ангел Чоколев и со повеќе работа се надевам дека ќе постигнам подобри резултати во иднина. Таму отидовме прв пат и се стекнавме со професионалци кои што вежбаат во повеќе спортови и атлетски клубови, каде што ние колку можевме толку се спремавме овде затоа што немавме атлетски клуб. Но во иднина се надеваме дека ќе постигнеме подобри резултати и повеќе се спремаме. Учениците се подготвуваа под менторство на професорот по спорт и спортски активности Ангел Чоколев, кој што вели дека овие талентирани ученици ги открил при пријавување за учество на пролетниот крос, што секоја година се одржува во Кочани и каде се покажаа најдобри. Секојдневната работа, освен одржување на редовни часови, се обидуваме кој ќе откриеме дека некои деца им поседуваат посебен талент, да им помогнеме, да ги насочиме, така да овие две прекрасни девојки се докажаа дека можат да постигнат и јас сум презадоволен од нивниот настап, бидејќи во Кочани немаме услови за атлетика. После 20 години учествува било кој од нашето училиште на оваков митинг, кај што имаше 104 надпреварувачи од Македонија, кои поголем дел од нив беа веќе изградени атлетичари. И затоа сметам дека нивните резултати се уште позначени, бидејќи без соодветна опрема, без соодветни терени за подготовки, децата како големи борци успеа да направат резултат за кој што сите ние се гордееме и се надеваме дека ќе имаме уште многу шанси да соработуваме во иднина. Освен во атлетика, учениците од ово училиште постигнуваат солидни резултати и по други предмети. Ученичката Сашка Јованчевска пак учествуваше на регионалниот надпревар по германски јазик, каде што го освои второто место и се пласираше на државен надпревар. Со гордост можам да изјавам дека на надпреварот по германски јазик, кој што се одржа во Штип на 5 мај оваа година, го освои второто место и покрај големата конкуренција од 150 ученици, сепак успеавме да се избориме заедно со мојата менторка, професорката Магдалена, и го освоивме второто место. Сепак на државниот надпревар се надеваме за уште поголеми успеси. Имаше силна конкуренција? Да, конкуренцијата беше доста силна, на надпреварот учествуваа околу 150 ученици, но сепак ние успеавме да постигнавме голем успех. Јованчевска се подготвуваше под менторство на професорката по германски јазик Магдалена Манева. Ние во саботата на 5 мај учествувавме на регионалниот надпревар во основното училиште Ванчо Прке во Штип, каде што го освоивме високото второ место и со што се пласиравме на државниот надпревар во Скопје кој ќе се одржи на 18 мај. Сакам само да напоменам дека најголемата заслуга има ученичката Сашка Јованчевска,
која вредно и напорно работеше и би сакала да послужи како пример за другите ученици. Јованчевска сега се подготвува за државниот надпревар што ќе се одржи на 18 мај во Скопје, од каде што очекува повторно голем успех и усвојување на првото место. Изложба на карикатури од авторот Ленче Стоименова од Кочани отворена во Центарот за култура Бели Мугри. На отворањето беа представени и афоризми од авторката, за која беше речено дека со сатира се занимава над 30 години. Во рамки на одбележувањето на 50 годишнината од основањето, Центарот за култура Бели Мугри организираше изложба на карикатури од авторката Ленче Стоименова од Кочани. На отворањето на изложбата беа представени 30 творби, на кои таа ни специфичен начин го изразува собственото видување на актуелните политички и општествени случувања кај нас и во светот. Во обраќањето пред присутните, афористичарот Миле Ѓоргиевски од Делчево, кој ја прочита и рецензијата за творештвото на Стоименова, истакна дека станува збор за мултидисциплинарен автор за кого нема табу тема и подеднакво се изразува и низ афоризам и низ карикатура. Ако ме прашувате од каде теми, барем во ова бурно време, теми, дилеми, идеи за карикатура и за афоризам има. Ме познава точно како афористичар повеќе. Меѓутоа, афоризмот и карикатурата се брат и сестра. Бидејќи афоризамот е слика со зборови, а карикатурата е збор во слика. Овие карикатури, дел од нив, поголем дел од овој што се сега тука изложени, беа во Порта Македонија во Скопје. Инаку учествувам на меѓународни конкурси ширум светот. Не можам да се пофалам дека сум добила некоја бог знае каква награда, ама нешто поситно има. Сите карикатури што беа представени на изложбата Стоименова веќе ги има објавено на социјалните мрежи, затоа што, како што истакна, тоа во моментот е најбрзиот и најдобриот начин еден автор, без разлика од која област е, да се представи во јавноста. На отворањето на изложбата беа читани и нејзини афоризми, а сопругот Борис Стоименов исполни неколку музички точки на гитара, збогатувајќи ја вечерта. Со песна, ора и обичаи и годинава се одржа традиционалниот ѓурѓувденски фолклорен фестивал во Оризари. Учество земаа фолклорни ансамбли од Србија и Македонија. Дефилени из оризарските улици, концерт на фолклорни ансамбли од Србија и Македонија и традиционални ѓурѓувденски обичаи, биење млеко, подготовка на масло и ѓурѓувденски зелник. Вака беше одбележан фестивалот на традиционални ора и песни и ѓурѓувденски обичаи 2018, кој што секоја година се одржува во чест на православниот празник Ѓурѓовден. И годинава низ повеќе автентични игри поврзани со празникот Ѓурѓовден, организаторите ја доближија традицијата, фолклорот, обичаите, песните и ората, кои со векови наназад ги негувале нашите предци во населените места во Осоговијата, а подоцна со доселувањето и во населбата Оризари. На петиот поред меѓународен фолклорен фестивал учествуваа фолклорни групи и друштва од Македонија и соседна Србија, а се сукаа околу 20 зелници и се правеше матеница. Овие два дена Оризари беше домаќин на петиот меѓународен фолклорен фестивал традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и ора Оризари 2017. Како што знаете, беше претходно веќе најавено дека првиот фестивалски ден требаше да се одржи во општина Зрнуци, но поради оправдани причини фестивалот е презакажен во Оризари. Денеска централната манифестација, каде што на лице место веќе бе пета година поред од вредните раци на нашите домакинки беше прикажано сукање на зелник, биење на масло, на матеница. Исто така има дегустација на зелник, над 18 зелника имаше направено, заедно со јогурт. Имавме гости од 10 игрорни групи, 11 игрорна група од Република Бугарија, од Петрич, во последен момент го откажа своето гостување. Значи имавме нашите локални групи, ФА Мугри, ФА Кочани, Кут Руен, имавме гости од Делчево, гости од Радовиш, гости од Босилево и нашите гости од Босилеград, Република Србија. Исто така настап зема и нашите игрорни групи од Зрновци и нашите игрорни групи од Оризар.
Членовите на фолклорниот ансамбл од Оризари изведоа повеќе игри на трева, а пред присутните беа презентирани обичаите: биење млеко, правење масло, сукање ѓорѓовденски зелник и правење други народни специјалитети кои се подзаборавени во денешно време. На дефилето и обичаите му претходеше целовечерен концерт кој што се одржа во салата на Домот на културата во Оризари, на кој настапија фолклорните групи од Македонија и Србија и домакинот фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов. Фестивалот заврши со песна и заедничко дружење и дегустација на традиционалните јадења. Организатор на Ѓорѓовденскиот фестивал, 5-та година поред е фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, со подршка на локалната самоуправа на Кочани и Министерството за култура. И по телесната смрт на Канго, иницијативниот одбор Роккор Орфеј, составен од продолжувачи на неговите настани, и годинава се заложи да не згасне Мактеон, туку да продолжи делото на рок легендата. На 6 мај на празникот Ѓурѓовден го организираа 23-тиот космополитски собор на Дабот кај селото Бели. Со телесната смрт на рок легендата Симеон Иванов Канго не умира и одржувањето на Мактеонот, кој што тој секоја година го организираше. И оваа година на Дабот кај селото Бели се одржаа дел од настаните на Мактеон, благодарение на организираноста на група ентузијасти кои што го подржуваат и продолжуваат делото на Канго. Во чест на рок легендата се читаа стихови од страна на членовите на литературниот клуб Копнеш, што функционира во склоп на библиотеката Искра, а свое обраќање пред присутните имаат членовите на семејството на Канго, како и организаторите, иницијатори за продолжување на неговото дело. Смртта на Канго не значи престанок на сите негови досегашни дела. Јас како иницијатор на формирање на тој иницијативен одбор ќе настојувам најпристојно и што е во најдобар можен начин да го продолжиме тоа што тој со години го правеше и за музиката и за општо за целата култура во целата држава. Како иницијатор на заедно со неговата фамилија се собравме тука на непристоен начин да го одбележиме денешниот голем настан Мактеон, кој тој со години го правеше. Исто така, сега поради некои заради кратиот период не успеавме да го направиме тоа што тој го правеше назад 20 години. Меѓутоа сакам да ви наговестам дека ние, иницијативниот одбор, заедно со неговата фамилија, во најскоро време и во некој термин кога ќе се договориме, ќе направиме еден голем настан кој ќе биде во негова час и во негова чест, за негова слава и за негово вечно сеќавање. На 23-тиот космополитски собор, освен подржувачите на Канго, присуствуваа и членови на поголем број здруженија од Македонија, меѓу кои свое обраќање имаше и Бошко Божинов, претседател на Здруженијето за заштита на човековите права на прогонетите од егејскиот дел на Македонија, Звезда од Велес. Понатаму со дружење, подсетување на делата на Канго, продолжи прославата преку која сите што беа присутни му возвратија на рок легендата за љубовта, бидејќи тој ги љубеше сите и со многу љубов правеше се за Македонија.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.